Како војник што ги чува и од високо ги гледа Велешките маала. Покрај Вардар е исправен еден од символите на Велес – градскиот саат. Токму поради тоа бил изграден во 17-тиот век, на стратешки значајно место, со првобитна намена како стражарска кула, за што сведочат и трите отворени пушкарници, за да може тука во близина на Мало Мовче да се гледа движењето на народот во градот. А од него пука одличен поглед на сите 7 маала. Со својата височина од 25 метри, тој со векови го мери времето за велешани, броејки го секој поминат саат во градот. За сите овие 3 века, на механизмот ништо не е променето, тој е истиот како во турско време. За неговата старост сведочат белезите на него, белези од многуте војници што минале тука, малата дупка од куршум кој освојувачите ја оставиле како трага за војните што на овој простор се воделе. Војни и востанија кои се воделе низ вековите и кои ја пишувале историјата на Велес. Богатата историја на градот, за која сведочи споменикот поставен веднаш спроти градскиот саат, коњаникот посветен на велешките илинденци, Јован Наумов Алабакот, Тодор Христов Офицерчето и Андреа Димов Докурчев. Велешките илинденци, кои командувале со главните чети во Велешкиот регион и кои со својата пожртвуваност и посветеност заземаат значајно место во велешката историја од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Велес кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век доживува силен подем во оживотворување на револуционерната борба против одоманската власт. Големата обесправеност на населението, изразена преку се почестите репресалии, придонела да се бара излез од тешката политичка, економска и секаков вид друга обесправеност. Велес и Велешко изобилуваат со плејада на борци, организатори на вооружената борба против отоманската власт, комити и војводи кои не ги жалеа своите животи и во најголем број загинаа за слободата на Македонија. Посебно место во македонската историја зазема Петар Попарсов, роден 1868 година во село Богомила, Велешко. Интелектуалец, еден од организаторите на Македонската студентска дружба во Софија, кој го представува јадрото на идната млада македонска книжевна дружина, познати уште како Лозари, назив кој го добиваат од органот на дружината Лоза. Тој е меѓу првите 6 основоположници кои на 23 октомври 1893 година во Солун ги удрија темелите на Македонската револуционерна организација. Истовремено тој е, како што знаеме, и автор на уставот на Македонската револуционерна организација. По основањето на МРО, незините основачи и предводници веднаш се зафаќаат со работа на терен низ Македонија. По формирањето на првиот комитет, дејствувањето на организацијата брзо е прифатено и се шири како во Велес, така и во околните села. На Велешки терен веќе се осеќало движењето на четите предводени од Јован Наумов Алабакот, Тодор Христов Офицерчето, Андреа Димов Докурчев, покасно четите на Панчо Константинов, Стефан Димитров, Антон Ќосето и други. Јован Наумов Алабакот, како војвода во вториот Крушевски востанички одред, бил еден од најзначајните водачи кои директно учествувале во ослободувањето на Крушево во 1903 година, на Илинден. По Илинденското востание дејствувал со четата во Велешко, Крушевско, Прилепско, Кичевско и Поречието. Освен со турските војници, четата се бори и со четите на српската вооружена пропаганда. Иван Наумов со својата чета во 1907 година учествувал и во познатата битка на Ножот, каде загинуваат 67 комити, од кои 45 на самиот врв. Загинува на 24 август 1907 година во селото Белица, Кичевско. Голем импулс во ширењето на мрежата на организацијата во Велешко имал учителот Петар Михов. Тој како член на организацијата е близок соработник на Гоце Делчев, има големо влијание меѓу граѓаните, бидејќи има голем авторитет и неуморно работи во ширењето на организацијата и при една прилика е затворен во Велешкиот затвор, за потоа да е префрлен во затворот во Куршумлијан во Скопје, каде е изложен на тешки измачувања, за да стражарските власти на 25 април 1902 година губиат во затворот. Кога се организира пренесување на посмртните останки на Петар Михов,
во записите стои дека колоната на граѓани кои што му оддаваат почит на Петар Михов била од тогашното пазариште до црквата Свети Спас. Меѓутоа, отпорот и борбата на Велешани по убиството на Петар Михов не престанува. Турските власти од своја страна се безмилосни кон секој што се борел за слободна Македонија. Со брутални убиства и репресалии се пресметувале со сите истакнати членови на револуционерното движење. Таков бил примерот и со Миле Поп Јорданов, роден 1877 година, македонски револуционер и просветен деец, учесник во македонското револуционерно движење, член, секретар и војвода на македонската револуционерна организација, брат на познатиот велешки гемиџија Јордан Поп Јорданов Орцето. Загинал под трагични околности како жртва на непријателска заседа во близина на родниот град. Имено, не сакајќи жив да падне во рацете на непријателот во близината на стариот мост во Велес, се самоубил. Интересен е податокот што османиите воопшто не знаеле кој е покојникот, па неговото тело го положиле на видно место во градот и испратиле Абер до Велешани, семејството да дојде да го превземе неговото тело за да изврши закоп. Семејството на Поп Јорданов ја сватило стапицата и било решено да не се појави на местото каде што е положено телото на Миле. Но неговата најмлада сестра, не можејќи да ја издржи болката, отишла на местото каде што било изложено телото и намерно испуштила една од стомните што ги носела во рацете. Откако османлиите ја прашале дали му е роднина на убиениот, таа одговорила негативно, а своето плачење го оправдала како жал за скршената стомна и казната од родителите. Подоцна смртта на Миле Поп Јорданов е опеана и во песна за него, која ја испеале неговите другари, што тешко ја поднеле вистината за неговата тажна смрт. Велешани и денес го слават делото на Миле Поп Јорданов, поклонувајќи се на неговиот гроб во црквата Свети Пантелеимон, а неговото загинување од народот е опеано во познатата македонска песна Бог да го прости Миле Поп Јорданов, песна која денес е химна на градот Велес. Посокаци ода, жали песни пеа, твоите другари. Посокаци ода, жали песни пеа. Една од основните асоциации за Велес е гордоста на сите велешани на секому познатите гемиџии. Како еден од најбитните настани од предилинденскиот период за Велес, но и за Македонија е изведувањето на солунските атентати на 27, 28 и 30 април 1903 година од страна на тајниот македонски анархистички кружок гемиџии. Јадрото на изведувачите на атентатите го сочинуваат учениците од Солунската гимназија, деца на истакнати велешки трговци и чорбаџии. Така да, тоа се Јордан Поп Јорданов, Константин Кирков, Тодор Богданов, Илија Трчков, Владимир Пингов, Ѓорѓи Богданов, Илија Поп Јорданов, Милан Арсов, Димитар Мечев и Тодор Органџиев. Потребно да се истакне дека во изведувањето на атентатите учествуваат и Павел Шатев од Кратово, Марко Бошњаков од Охрид и Димитар Коштанов од Горна Џумаја. Тридневните акции на атентаторите или гимиџиите, како што се познати во македонската историја, наидуваат на широк одзив во Европа, бидејќи поентата на изведувањето на овие акции е на Европа да ја кажа дека постои народ кој што се бори за сопствена слобода. Тридневните акции на атентаторите или гемиџии, како што се познати во македонската историја, наидува на широк одзив низ Европа, а турските власти превземаат ригорозни мерки против изведувачите на атентатите. Репресалиите на родителите на гемиџиите во Велес биле страшни. Сите без исклучок се изложени на големи тортури и затварања. Споменот за гемиџиите вечно живее во секој македонец и секој велешанец. Нивната саможртва, нивното арчење за Македонија и нивниот нескршлив дух и одлучност представуваат траен спомен и заземаат посебно место во македонската историја. По крвавото задушување на Илинденското востание, турските власти како да биле убедени дека народот ќе биде мирен и нема понатаму да мисли да крева вооружени бунтови. Но македонците не мируваат.
Повторно наоѓаат сили да се спротиставуваат на власта, но и на пропагандите на соседните земји, кои сега со воени чети почнале да дејствуваат на велешки терен. Соседните земји, Србија, Бугарија и Грција, преку своите пропаганди, а и со вооружени чети, безмилосно се нафрлуваат на теренот на Македонија, се со цел остатокот од комитските чети, од организаторите и водачите на револуционарната борба на било кој начин да ги ликвидираат. Од голема помош им се на сите тие странски пропаганди и тие вооружени странски чети им се домашните предавници. Јован Бабунски е роден во велешкото село Мартолци, Глигор Соколов роден во село Небрегово, Прилепско, кој што на теренот на Азот и во Тиквешијата и во Овчеполието едноставно, така да кажам, господари се на теренот во смисла во извршување на злосторства врз македонскиот народ. Голем отпор на кон овие чети даваат и тешки борби води Јован Наумов Алабакот и Панчо Константинов, потоа Секула Оровдолски, Стефан Димитров и уште неколкумина кои што навистина се дадоа од себе да го спречат дејствувањето на овие натрапници. Паралелно со овие востанички дејствија и акции, Велес продолжува да се развива. Развојот на трговијата, за неечиството, предпријатијата и стратешката позиција на градот поттикнувале општа развој на градот. Најстариот активен здравствен објект во Македонија е старата Велешка болница, изградена пред век и кусур. Зградата во која денес е сместено одделението за невропсихијатрија, одделот за физијатрија и лабораторијата е изграден во далечната 1907 година и е најстарата болница која се уште функционира во земјава. Голем број од граѓаните поминуваат покрај оваа зграда, а не знаат колку е стара. Таа е само уште еден бисер кој го издвојува градот Велес, што на македонската јавност и покажува дека во него се живеел градски живот многу одамна. Според многу кажувања, најстар велешки лекар бил Атанас Георгиев од Велес, роден 1765 година, а во изворите се споменува и постоењето на првата приватна аптека на велешанецот Петар од 1866 година, а како најпознат велешки аптекар е Иван Крајничанец, роден 1867 година во Велес. За развојот на градот во тој период говори и првата кинопроекција во Велес одржана во кафеаната на Трајко Иванов во 1909 година. Историјата на филмскиот пат на велешани продолжува во 1916 година, кога во градот на отворено со употреба на подвижен проектор проекција организира германската војска. Во 1919 година Ѓоко Михајловиќ и Јоца Димитриевиќ на локацијата Ада Кафези, кафеана сместена на речното островче Јаниташ на реката Вардар, отвориле постојано кино. Името на киното било Биоскоп Касина. Проекциите во Биоскоп Касина се одржувале по една во саботите и по две во неделите и празничните денови. Филмските копии биле доста изабени, често се кинеле, па така помошникот на кинооператорот Лазар имал полни раце работа. Но иако копиите биле такви какви што биле, гледачите не реагирале многу. Ним им било важно да гледаат филм и патем да мезат, да пијат. Безброј се приказните во Велес, секој е мало, секој ќош во себе носи приказната за едно време што поминало. Таква е и фурната кај Саздо, која се наоѓа кај познатата Читкушева чешма и која е најстарата фурна во Велес, каде што се задржал старинскиот начин на печење леб на оган од дрва. Фурната на Саздо се наоѓа кај Читкушева чешма и денес велешани знаат да се купат леб од кајнезе, за секој дел од денот вручо, домашно, на фурна. За разлика од сите други, ова е на фурна. Постои повеќе од 120 години, внукот Пепи Етанасов ја одржува. Колку лебот од оваа фурна е популарен, зборува и тоа што во овој дел на Велес, блиску до градскиот пазар, доаѓаат купувачи од поодалечните места на градот. Мегдан, Којник, Нова населба. Историјата на Велес е непосредно поврзана со историјата на Македонија. Секој период оставил различни траги во градот и различни приказни. Со нападот на балканските сојузници во 1912 година, конечно е ставен крај на турското владење во Македонија, а Велес се нашол под српска власт. Вештачки повлечените граници низ природната целина на Македонија го нарушило вековното единство на територијата. Тоа придонело до нагло опаѓање на занаетчиството, стопанството, трговијата и транспортот до Солунското пристаниште.
Употребата на македонскиот јазик и македонскиот фолклор биле забранети, а наставата во народните училишта парализирана. Од почетокот на Првата светска војна во 1914 година, Велес и околината биле цел на регрутација, мобилизација и реквизиција на населението. По окупацијата од Бугарија една година подоцна, економската положба на населението уште повеќе се влошила. Со потпишувањето на примирието во 1918 година, Вардарскиот дел на Македонија и бил доделен на Србија. Велес меѓу војните го живеел и својот општествен и политички живот. Октомвриската револуција и движењето во Европа за ослободување на малите народи, кај велешката интелигенција и прогресивните сили створиле можност за создавање социјалистичка работничка партија. Основачкото собрание е одржано во кафеаната Солун на 24 април 1919 година, а за председател бил избран учителот Коста Минцич од Башино село. Организацијата броела 40 на комунисти и социјалисти, меѓу кои учителот и велешки великан Панко Брашнаров, кој со својот говор го отворил првото заседание на АСНОМ. Панко Брашнаров е еден од најпознатите велешки револуционерни дејци. Како учесник во социјалистичкото и во комунистичкото движење и организатор на ВМРО Обединета во Вардарскиот дел од Македонија, Брашнаров остава траен белег во македонската историја. Роден е во Велес на 9 август 1883 година. Поради својата политичка активност во периодот помеѓу двете светски војни, бил осудуван и околу 7 години поминал на робија. Бил член на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, делегат на првото заседание на АСНОМ, подпредседател на президиумот на АСНОМ и прв повереник за информации. Како приврзаник на Советскиот сојуз и човек кој ги критикувал деформациите во Комунистичката партија на Југославија, бил притворен на 11 декември 1950 година. По повеќе месечни тортури во истражниот затвор, при крајот на јуни 1951 е одведен на општествено превоспитување во логорот Голи оток, каде умира на 13 јули 1951 година. Како најстар починат затвореник во логорот Голи оток на 68 годишна возраст. Припаѓам на онаа генерација велешани која растеше и се развиваше со револуционерното дело и просветното дело на велешкиот народен учител Панко Брашнаров. Искрено, како човек и како новинар, пред се како граѓанин на Велес, бев изненаден зошто и по самостојувањето на Република Македонија, после, значи во 90-тите, никој не почувствува потреба да го потегне прашањето за неговото вечно почивалиште, каде се наоѓа тој. Во 2009 година се решив на едно патешествие на своја рака, не поддржан од никого, да пробам да го изодам патот на велешкиот учител Панко Брашнар и да одам на Голиот оток, да видам дали ќе можам да го проедам таму, како што говореа информациите со кои тогаш се располагаше. Бев на Голиот оток и се вратив со уверување дека на Голиот оток дефинитивно гробишта нема. Во меѓувреме, додека траеше нашето патешествие на Голи оток, ние контактиравме по мејл со Хрватскиот народен архив, од каде што добивме информации дека тие имаат список на затворениците, буквално на сите затвореници на Голи оток, и меѓу нив се наоѓаше името на велешкиот учител Панко Брашнар. Отидовме во Загреб и ја најдовме посмртницата која говори за местото каде што тој е закопан. Тој е закопан на гробиштата, на градските гробишта Мирогој во Загреб. Од тука, со помош на Сдруженијето на голооточките затвореници од Загреб, отидовме на Мирогој и со помош на управата на градските гробишта го најдовме гробот на учителот Панко Брашнаров. Со моите колеги Владко Тевчев и Данчо Стевков сме првите кои воопшто од неговото загинување, од неговата брутална смрт па до септември 2011 година сме положиле свежо цвеќе на неговиот гроб. Подоцна, во соработка со општина Велес, во времето на градоначалникот Горан Петров, општина Велес изработи надгробна плоча која беше поставена на гробот на велешкиот учител. Она што за жал и 6 години подоцна можам да го констатирам е тоа дека градот и државата се уште го чекаат погодниот момент да пристапат кон враќање на неговите мошти од Мирогој во Загреб во неговиот роден Велес. Верувам дека тоа ќе се случи многу наскоро и велешкиот учител ќе се врати меѓу своите, меѓу велешани во неговата Македонија.
Периодот помеѓу двете светски војни се карактеризира со иницијално синдикално организирање во индустријските и државните предпријатија за заштита на правата на работниците, како и со омасовување на комунистичката партија во Велес. Револуционерно-социјалистичките идеи во овој период биле широко прифатени од младите работници и учениците во гимназијата, кои членувале во младинската комунистичка организација СКОј. Најпрогресивни представници на СКОј во Велес и негови организатори биле Тодор Шоптрајанов, Лазе Богданов и Ганчо Хаджипанзов. Од година во година во партиските редови се појавувале нови имиња, меѓу кои името на основоположникот на современата македонска литература, големиот Коста Апостолов Солев Рацин. Коста Солев Рацин е еден од најистакнатите интелектуалци што ги дале Велес и Македонија воопшто. Најпознат е по својата збирка песни Бели мугри, поради која се смета за основоположник на современата македонска литература. Во годините пред Втората светска војна е активен деец на комунистичката партија. Во пролетта 43-та година Рацин заминува во партизани во одредот Кораб, станува уредник на партизанскиот весник Илинденски пат и подготвува 2 збирки на македонски народни песни, но не го дочекува ослободувањето. 1943 година на 13 јуни на Лопушник тој е убиен под мистериозни околности. До ден денес нема јасна верзија за настаните што се случувале таа кобна вечер. Иако е познато името на директниот извршител на убиството на Рацин, Мино Минов, до ден денес не се знаат наредбодателите на тоа ѕверско убиство. Првен, истата вечер е закопан во приток гроб на Лопушник. За поослободувањето 1946 година неговите посмртни остатоци да бидат пренесени во црквата Свети Пантелеймон. За во 1979 година со отварањето на спомен костурницата заедно со останатите велешки партизани, неговите посмртни останки да бидат пренесени во спомен костурницата каде што се чуваат и ден денес. Рацин беше човек полн со оптимизам. Неговите партиски другари добро го паметат неговото «Ке победиме», со кое ги поздравувал и храбрел во многу прилики. Дури и неговите последни зборови кога бил застрелан на Лопушник биле «Кажете и на мајка ми, нека не жали, оти сепак ние ке победиме». Не ме колни, не ме жали, не ми нижи ни за клетви. Камен тежок живот ми е, а потежок одзив пусти. По народни думи свети, ако куќа не направив со високи шимшир порти, куќа цел свет братски ми е, братски срце што отвара, срце порта највисока, срце куќа најширока. Ако жена не донесов, ѓул трендафил водаја, верна, добра, млада љуба, не ме колни, не ме жали, во борбата другарката, слънце сјае, слънце трепти. Ако млади си години, по друмишта, по патишта, в младост горка распосејав, погледни ми право во очи, ти ли беше што пееше, ајдутин, мајка не рани. Стиховите на Рацин се врежани во меморијата на секој велешанец и секој македонец, а говорејќи за македонските револуционерно-книжевни дејци во овој период од Велес, доаѓаме до уште еден велешки великан, Коле Неделковски, кој со своето дело останува трајно врежан лик во велешката и македонската историја. Коле Неделковски е роден на 16 декември 1912 година во селото Војница, близу Велес. Живејќи и обстанувајќи во работничката класа во тогашна Македонија, Неделковски ги манифестирал своите симпатии спрема работниците воопшто, а зел учество и во неколку работнички акции. Поради тоа, Коле Неделковски се нашол на црниот список на полицијата, означувајќи го како државен непријател и постојано следен од агентите на власта. Коле Неделковски сметал дека во соседна Бугарија ќе најде подобри услови за живот и во екот на светската економска криза се преселил во Софија. Тука започнал да се занимава поинтензивно со поезија, а во 1937 година станал член на македонскиот книжевен кружок, другарувајќи со Никола Вапцаров, Антон Панов, Ѓорѓе Абаджиев, Венко Марковски и други македонски револуционерно-книжевни дејци. Својата поезија постепено почнал да ја објавува во месечникот Илустрација Илинден.
Набргу била објавена неговата прва стихозбирка Маскавици во 1939 година. Со стихозбирката тој го поддржува трендот на пишување македонска поезија со македонска тематика и употреба на македонски јазик. Во меѓувреме во 1940 година станува член на диверзантската група Млади антифашистички борци и така се определил за конкретни акции против фашизмот. Летото 1941 година било откриен од страна на полицијата, која ја блокирала зградата во која што живеел. Неделковски давал оружен отпор, а кога веќе се било јасно, поетот или сам се фрлил од прозорецот, или бил фрлен врз тротоарот на улицата на 2 септември 1941 година од страна на бугарската полиција. Ја, мајко, тргнав, заминав. Куса си пушка нарамив, планина пирин развила, бајрак се вее сред неа. Ја ке го, мајко, дофанам, над село ке го развеам, таке те, мајко, куртулам од тоа робство крваво. Развојот и афирмирањето на македонската национална мисла се директно поврзани со Велес и истакнатите велешани. Посебно место во таа историја зазема и истакнатиот македонски деец, еден од најистакнатите афирматори на македонската национална мисла, Димитрија Чуповски. Роден на 8 ноември 1878 година во селото Папрадиште, своето образование го продолжува во Белград, каде што членува во уметничкото друштво Вардар. По завршувањето на своето школување, Чуповски се вработува како учител во своето родно село Папрадиште, но набрзо е затворен поради неговата револуционерна активност. Успева да избега во Русија, каде го основал Македонското научно-литературно другарство во Санкт Петерсбург и започнува низа активности преку кои ја запознава руската и европската јавност за вистинската состојба во Македонија. За време на Балканските војни Чуповски многу пати ги застапува интересите на македонскиот народ пред Европа и бара да му се дозволи на македонскиот народ да создаде сопствена држава. За подобро запознавање со македонското прашање, во март 1913 година ја објавува првата карта на македонски јазик во боја, Карта Македонија, и заедно со меморандумот на македонците ги праќа до Лондонската конференција, до рускиот печат, а потоа и до владите на балканските држави. Димитрија Чуповски умира на 29 октомври 1940 година во Ленинград. За време на погребот неговиот ковчег бил прекриен со знамето на македонската колонија, изработено во 1914 година, а на крстот неговиот син ги напишал зборовите "Борец за права и слобода на македонскиот народ". Помеѓу двете светски војни во Велес били изградени и почнале со работа неколку значајни фабрики. Во 1923 е основена фабриката за зејтин во сопствено на Ѓошо Органџиев, Андон Кирков и Ангел Органџиев, сите тројцата трговци од Велес. Со нејзината опрема била меѓу најмодерните тогашни фабрики не само во кралството СХС, туку и во Централна Европа. Следната година, 1924, неколку помали производители формираат една помала фабрика, која во 1936 се здружува со постарата фабрика на Органџиеви и е создадена денешната маслодајна. Во 1935 година во Велес започнува со работа предпријатие за производство на тули и керамиди, Бон Марше, предок на подоцна фабриката Киро Кјучук. Во 1929 година основана е работилница за талк, која постои и денес како фабрика за талк Димче Мирчев. Основа на животот во градот бил тутунот, па 1919 година е основан монополот. Првата автоматска мелница е изградена во 1927 година од Алексо Зафиров, која подоцна станува денешен Житовардар. Според статистичките бројки на Сдруженијето на занаетчии на Велес, тој во 1933 имал дури 471 занаетчија. Најмногу кондураджии, чевлари, падзидари, фурнаджии, абаджии, кројачи, млекари, ќурчи, лебребиджии, јажари, слаткари и бозаджии, ковачи, самарджии, тенекиджии. Најстариот дуќан во градот бил собственост на семејството Мајсторови. Дуќаните на мајсторчињата, кои што тапијата за нив е од 1912 година, се наоѓаат некаде под градскиот сад во близина на Стариот мост. Интересно е што тие тогаш таму се одржувале, се продавале машини за шиење, машини за чукање, пушкар бил едниот брат, автоделови, и тој е првиот дуќан што е отворен во Велес 1912 година.
почнале тука да се продаваат плочи, велешани сакале да слушаат, се носеле од странство, грамофони, плочи. Потоа револуционерното откритие кога топки дошле за прв пат, раскажуваа собствениците со посебно задоволство, тоа беше вика настан кој што не можеме да го заборавиме, кога имаше низлогот топки, децата ги носеа родителите да им ги купат. Дуќанот на Мајсторови е на истото место каде што бил изграден во старото градско јадро на патот кон Долни Дуќани, помеѓу стариот мост, пругата кон Солун и подградскиот саат. Говорејќи за овој период, велешани се сеќаваат и на првата електроцентрала во Велес. Таа била изградена во 1928 година од страна на Хрватот Томо Вук. Централата била на ќумур и дрва. Во Велес уличното осветлување работело од 8 до 11 часот навечер. Пред да се угасне, 3 пати светилките се палеле и гаселе пред конечно да згаснат. Струјата дома ја користеле побогатите велешани. Имало светилки од 5, 10 и 15 вати. Тие од 5 се користеле за предсобието, а поефикасните за внатрешните соби. Велес добил струја во 1928 година, но неколку години порано имали бензинска пумпа. Првата бензинска пумпа во Велес датира од 1925 година на локацијата спроти комплексот згради Чешелот во центарот на градот. Со неа велешани во прво време се снабдувале со гасија, а малкумина газди со бензин за автомобилите. Така велешани користеле шелови услуги уште пред 92 години. Овој податок зборува дека Велес бил меѓу првите градови во Македонија кој добил бензинска дури и пред Скопје. Од пожолтената фотографија, собственост на семејството Левкови, може да се види дека бензинската пумпа е собственост на семејството Попандови, поточно на Ордан Попандов и синовите, и дека е во близина на саатчискиот дуќан на Зографски, кои исто така имаат децениска традиција. Кога веќе имало гориво во градот, можело да се има и автомобил. Така во 1927 година, по отварањето на бензинската пумпа, автомобил имало познатото семејство Боцеви, собственици на фотографско студио. Наследникот на семејството Боцеви, Томе, се сеќава на една епизода раскажана и документирана од неговите предци, која и денес е актуелна кај велешани. Снаата да се зема и да се носи со автомобил од кај таткото дома до новиот дом кај момчето. Во 1927 година за прв пат во Велес, за бракот на неговите родители, бил употребен автомобил да ја земе невестата од село Раовец. Мајка му Нада имала татко богат трговец, Пано Срмата. На семејната фотографија се гледа колку велешани тогаш биле модерни, што носеле, убаво се дотерувале. Со автомобил сватовите отишле на венчавка, тоа што денес се случува, и е секојдневен дел од свадбените обичаи и традиција. Еден век семејството Зографски за велешани го мери точното време, ги поправа рачните часовници и будилници. Саатчијата Зографски, што се наоѓа до старото велешко кино, на истата локација со децении, со години, каде што се наоѓа еден стар часовник некаде германско производство од 1920 и која година, се уште очукува точно 15 минути времето за сите тие што се наоѓаат натре, ги задржала сите одлики на дуќанот како што бил од секогаш, кој ќе се влезе натре мирисе на старо, на убаво. Една од најинтересните карактеристики на велешани поврзана со мерењето и кажувањето на времето, која ја нема никаде во друг град во Македонија, е членувањето на бројот од точното време, часот. Во Велес од века останало дека саатот е едниот, двата или петте. На друго место тоа го нема. Иако не е граматички правилно, младите тоа го прифатиле и таа карактеристика тешко дека ќе се измени. Потоа сме познати, велат велешани, кога се договараме, велиме дека ќе се сретнеме вечер таму и таму, у 6 или у 8. Полна е велешката чаршија со приказни, податоци за Велес во минатото. Во книгата Грст пожолтени фотографии од велешанецот професор Петар Пановски е нотирано и за велешките црвени фенери. Во 30-тите години од минатиот век во Велес имало 4 јавни куќи, а за нив тој ќе напише: шетајќи од Сармаале кон север, по десниот тротоар од главната улица, пред да се дојде до самарџиските дуќани, се наоѓаат двете шантани, јавни куќи што постоеа тука. Едната на свиокот од Сармаале кон главната улица, а втората спроти серското началство, сегашниот градски музеј. Имаше уште 2 јавни куќи во Велес. Третата под името Балкан, близу до Сармаале, на улицата која е паралелна со главната и води до општинската управа кон дворови.
Последната четврта, најнеугледната јавна куќа, која меѓу велешани беше позната како кај куцото Магаре, се наоѓаше на пазариштето, североисточно поблиску до гимназијата. Сите 4 беа еднократни градби, на приземјето сите имаа кафеана, задолжително со пеачка и оркестар. Дел од живењето на секој град секако била и проституцијата, јавните куќи. Ги имало и у Велес до завршувањето на Втора светска војна. И во разговорот со тогашните луѓе кои што живееле, вика, после наеднаш исчезнаа, ги снема. Проститутките заминаа заедно со војската и веќе не се појавија никој пат. Ги имало, некој спомнува, 2, некој 3, некој повеќе. Имале многу интересни имиња. Земајски рај, како што биле, јас ќе зборувам на српски, теле дигло ногу и 7 магариче. Сите биле сместени во кафани. Доле било кафаната, каде што може секој гостин да дојде, а потоа зад црвената завеса се качуваш горе и се добиваат услуги од девојките кои што не биле од Велес, тоа го кажуваат сите, доаѓале од други градови. И соговорникот со кој што на оваа тема пишува, сеќавам рече дека сите муштери потоа ги памтевме како одеа малку ќопави, добивајќи некакви болести од тие девојки. Втората светска војна и германската окупација, Велес почнува да ја живее со германските бомбардирања на градот на 7 април 1941. Цели семејства го завршиле својот живот во тоа априлско утро. Другиот ден градот го зазеле окупаторските единици и бил блокиран целокупниот економски и културен живот. Изменетите војно-политички услови придонеле за воведување на воена управа со строго пропишани правила на живење и однесување. Ова ја отежнувало политичката активност на Комунистичката партија како единствена политичка сила. Ангажирањата се насочиле кон прибирање оружје и создавање на услови за вооружено востание. Кон крајот на септември 1941 се формирани првите партизански чети за до пролетта 1942 да се формира и велешкиот партизански одред Димитар Влахов. Тоа биле години во кои се организирале разни штрајкови и протести против бугарската асимилаторска политика. Партизанските судири со фашистите дошле до израз по формирањето на одредот Трајче Петкановски и 8-та македонска велешка ударна бригада на 2 септември 1944 година. Градот Велес бил ослободен на 9 ноември 1944. Покрај бројните споменици во градот за Народно-ослободителната војна во Велес, будно над градот сведочи импозантниот и монументален споменик, спомен костурницата, вечното почивалиште на стотина велешки борци кои загинале во Народно-ослободителната војна. Со изглед како што едни велат на афионов цвет, кој расцветува и означува раѓање на нешто ново, или пак како што велат други, асоциацијата на распукан шлем, символ на победениот фашизам, спомен костурницата е пуштена во употреба на 11 октомври 1979 година, а нејзината внатрешност ја краси делото на македонскиот академски сликар Петар Мазев, кој преку композиција од 5 делови на мозаици ја представува историјата на македонскиот народ, започнувајќи од периодот на османлиите, па се до крајот на 20 век. Велат, ако светот има 7 светски чуда, ако Рим е изграден на 7 ридови, Велес има 7 местности и маала, кои се надалеку опеани и познати. Којник, Сармале, Прцорек, Соколана, Мегдан, Бузана, Јурија се дела од велешката историја и познати колку и градот. Овие и останатите велешки маала и местности и денес сведочат за богатата историја на Велес, за постоењето на градскиот живот и посебноста која од секогаш го карактеризирала Велес. Секој од овие маала има интересна приказна, а имињата пред се ги влечат уште од турско време. Центарот на градот, плоштадот Сармале, кој денес со двата јавори е срцето на Велес, го добил своето име од Срмале, место каде се собирала стоката. На времето и овој дел бил на периферијата, исто имало поило и 2 јавори, кои до ден денешен се едно од одбележјата на градот. Традицијата за собирање на ова место и денес живее кај велешани. Порано тука било градското корзо, а сега тука се собираат граѓаните на Велес да се видат, да се сретнат, да разменат информации.
Близу познатото мало Варналиите во старото градско јадро, Велешани уште пред 2-3 века имале своја слободна економска зона, каде што османлиите не завлегувале. Во овој дел на градот живееле имотни Велешани. Тие се занимавале со одгледување на свилени буби, произведувале свила, бидејќи биле богати, се занимавале со свилени буби, малото се викало Алтан Мало. Тука на левата страна на Вардар е и Прцорек, малото чие име доаѓа од Брзорек, односно водотек, кој низ градот побрзо тече, додека пак името на Соколаана доаѓа од Соколскиот дом, кој пак бил изграден врз темелите на џамија и бил изморено место за забава на Велешани. Јаниташ е познато островче во Вардар во местноста Долни Дуќани, стариот дел на градот. Тоа место името го добило од исто така турскиот збор Јаниташ, кој означувал карпа за фаќање на сомови. Овој остров заедно со Адата, Бентот, плажата кај Железен мост биле најпознатите велешки капалишта на времето, на кои во лето по старите Велешани се разладувале во реката Вардар. Јурија, Бузаане и Мегдан се имињата на познатите велешки маала, кои доаѓаат од турски зборови и се поврзани со нивната локација. Јурија значело отворено место каде се собирале жителите од левата страна на градот, додека Карши или спротива, како што велат Велешани, е Бузаана и Мегдан. Бузаана е во контекст со вршник и е негова спротивност. Ако таму е местото каде е најтопло во градот, Бузаана е ладен Ан, место каде отпочивале Велешани додека се качувале по стрмните улици. Во близина е и Мегдан, отворено место од каде се гледа целиот град, низ кој поминувате за да стигнете до храмот Свети Пантелеймон. На Мегдан секоја година, на чист понеделник, првиот понеделник по верскиот празник Прочка, се уште живее старата традиција на мегданчани со подготвување на посен, бел граф, традиција со која символично се одбележува започнувањето на великденските пости. Безброј приказни крие Мегдан во себе, а најпозната е она за Донка Јаричкова. На почетокот од минатиот век во местноста Мегдан живеела Донка Јаричкова, по која многуте ергени од градот воздивнувале. Кога слегувала во чаршијата, мајсторите и чираците престанувале со работа, а таа, знаејќи дека многумина ја гледаат, гордо со исправена става, ќе прошетала, не погледнувајќи во никого. Меѓу ергените што ја сакале бил и кондораџијата Миле Ивчев, кој, иако не бил многу при пара, бил убав. Меѓу Донка и Миле се родила љубов за која веќе дознала велешката чаршија. Разбрал и татко и на Донка, Пецо, кој не сакал да има зет чевлар, па решил да ја омажи за некој богат и имотен. За ќерката убавица нашол младоженец од Башино село, кој имал лозја и многу земја. Без знаење на Донка се било завршено, дури прстен се дал, а веста за свршувачката како гром ја погодил убавицата. Таа не сакала да се спротистави на строгиот и избовлив татко, но љубовта кон кондуреџијата Миле била голема. Енергична и смела, таа не сакала да слушне за договорот, за дадениот збор, за срамот што ќе пукне, ако не ја исполни желбата на домашните. Дури и забраниле да излегува од дома, за да не се гледа со Миле. Дошол денот на свршавачката, но Донка избегала со Миле и овие двајца го заодуваат на тамошниот заеднички живот. Пукнал голем срам, па татко и на Донка, Пецо, не сакал да им прости. Во 1903 година им се раѓа синот Јованче, стариот Пецо не сака да слушне за внукот и за ќерката. Следната година на Прочка, Донка, Миле и Јованче дошле кај Пецо, но тој понуденото чоканче со ракија го искршил од подот. Прошка не им дал. Тие излегле за по некое време да се вратат и повторно истата слика, двете понудени чоканчиња ракија од зетот и ќерката завршиле скршени од Пецо. Третата понуда било бардаче кое исто така е скршено. Миле извадил од појас бакарно ѓумче, а во пазувите на Пецо завршил внукот Јованче. Пецо сега е скршен, безпомошен, вели, не се крши ѓумче, а уште помалку внуче. И така им простува на Донка и Миле. Во следните години семејството се зголемува со Веса, Борис, Слави и Богде. Од Мегдан и Бузаана низ Бричкова чешма или пак качувајќи се низ сокаците од Сармален и Солено чешмиче, се стигнува до познатиот Којник, кој името го добил според појник, поило за стока.
Тој тогаш бил место каде се истерувала стоката на испаша, но со време ова појник станало којник, бидејќи било полесно за изговарање. Плоштадот Којник е една од знаменитостите на градот, едно од најстарите и најпознатите маала во Велес, место каде пред речиси 2 века се одвивал живот во градот и се случувало се што е значајно и интересно. На Којник имало повеќе меанчиња, а најпознато било тоа на НАТО, каде било вистинска берза на работна рака. Тука од рани зори доаѓале аргатите од Којник, Мегдан, Бузаана. НАТО бил омилен, бидејќи бил работлив и досетлив и го прифатиле и сиромасите и еснафите. Во една пригода, рано наутро, имало многу аргати, а поради ривалството на чорбаджиите, Петре Витанчето го одврзал кесето и за да докаже дека може се, најавил дека на младите моми ќе им плати дневница и половина, доколку дојдат кај него. Така и било. Кон неговата страна дошле млади моми и невести, додека кај ривалот на Петре, Јован на Спасеви, кој не бил така имотен, останале по старите жени. Од тоа време останала песната "На Којник дуќан да имам", песна која секој велешенец ја знае и ја пее на секоја веселба.